Верниците од православниот свет од денеска ги започнаа традиционалните неколку неделни божикни пости. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот на Божик не се менува, постите секоја година почнуваат на 28 ноември, а завршуваат на Бадник 6 јануари. Постот представува духовна и телесна подготовка на човекот за влез во тајната на предстојниот празник. Божикниот пост е втор по должина на траење, веднаш по великденскиот. Во однос на строгоста за употреба на храна, божикниот пост е поблак, бидејќи дозволува да се пие вино, да се јаде масло за готвење и риба. Строгиот пост на вода се налага во првата и последната недела, како и секоја среда и петок. Во православната црква практика е во текот на божикниот пост верниците да се исповедаат и по можност да се причестат за да бидат што подостојни во подготовката за празнување на Христовото раѓање Божик. Целта на постот е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од масна храна, туку и од лоши мисли, зборови и дела. Телесниот пост кој представува воздржување од некои јадења во пропишаниот период мора да биде поврзан со духовниот, бидејќи нема вистински пост без покаяние, смирение, љубов кон ближните и размислување за Бога. Според христијанството со постењето се челичи човековиот дух, бидејќи го скротуваме нашето тело и го подчинуваме на духот. Тоа значи дека постои телесен пост кога телото се воздржува од храна и духовен пост кога душата се воздржува од лоши мисли, зборови и лоши дела. Правилен и вистински пост е само тој пост кога човекот не ги запоставува ниту телесниот, ниту духовниот пост, па се воздржува од секое зло. Христијанскиот пост е воведен по примерот на Исус Христос, кој 40 дена поминал во пустина, во пост и во молитва.